го гледав коњот Шталски на телевизија, на некој интервју, да не го познаев по шишките, ќе помислиш дека е премиер на Швајцарија или на Норвешка. Да не го знаеш кој е, ќе помислиш, не знам, дека може и дека е шеик од Катар, некој Емирати тама води држава. Абе го слушаш, мислиш, мед и млеко течат од држава. Мислиш дека држава била во камено време пред него да го донесат за премиер и откако го донеле за премиер, директно сме влекле у доба на роботи, на спейс шатлови, на вселенски програми, дека Македонија е водечка во истражување на Вселената, па после тоа се Русија и Америка. Луда работа. Па уште се дере. Се дере. Колку сум погласен, толку појако ќе ви докажам колку сме ние добри у партијава. Па јаде гураби, колку тоа била одговорна партија, државотворна партија. Ваква партија. Па не знам шо направиле за држава. Абе, Торко, копач еден. Вие сте партија на квислинци, шо ја продадовте државата за 5 пари. Најобични кукавици што клечите пред секоја странска шуша што ви доаѓа овдека и што ви налага, што ви наредува што да направите во корис на нивните партнери, што се во ЕУ и во НАТО. Сменивте име на неуспешен после неуспешен референдум. Влеговте у преговори за македонскиот јазик, за македонската историја со бугарите. Да не се кренеше јавноста тогаш, да не почневме да излегуваме на телевизии и да ве критикуваме и со гнасење да ви се спротивставуваме на тоа што ви беше намерата да го направите. Вие ќе го продадевте и македонскиот јазик и македонската историја уште во 2018-2019 година. Затоа ги формиравте онаа историска комисија што требаше да се согласи со бугарите и да ни го смени идентитетот од македонски во бугарски. Затоа уште не сте ја расформирале, а требаше одамна да биде пратена во историјата како едно од најквинслиншките алатки на вашето владење за да се понижат македонците. Па уште се фалиш, не знам дека што сте направиле во држава, шо направивте бе? Шо направивте за овие 6-7 години? Автопатон се фалевте киче во окри дека ќе направите, уште не е готов. 10 кинези да викнеме за 50 дена ќе го направат. Вие што не можете за толку години да го направите. А да не збориме за други работи. Не се мешале, вика, у судската власт. Јас сум, вика, вика, со најчестни намери, вика, ја не сум се видел со судија со ова. Сменивте кривичен законник, кој што можете 4-5 да се соберете, да направите група со разни тајкуни, да испразните некоја фирма или некоја државна каса, не знам, 500-300 милиони евра, и ако ве фатат некогаш, и ако ве донесат на судење, пресудата да биде, ако претходно немате кривично дело направено, пресудата да ви биде 1 до 3 или 1 до 5 години условен затвор. Ако не шептен се дигна јавноста, па бара пресуди, па тоа ако е некоја голема проневера вака, евентуално да биде осудени престапниците кои што во договор со власта украле 500 милиона, да бидат осудени на 1 до 3 години затвор у некое полуотворено оделение, за викенди ќе си одат дома, може и
а може и цело време ќе си бидат дома, и така ќе си ја поминат казната, и кога ќе излезат, еве дури да излезат од затвор после година-две, они ќе си имаат не знам колку милиони евра банка. Тоа направивте. А да не зборам колку ја загрозивте безбедноста на државата со вашите квиснички договори и преговори со соседни земји. Се откажавте од македонското малцинство во соседните држави. Ние сме веројатно единствена држава во светот која што нема свое малцинство во околните држави. Тоа направивте. Конјушталски. Седиш, па уште се дере. Види колку сум јага, колку сум паметен. И тебе како изгледа тамо вас ве бираат премиери по тоа кој е поглуп. Тоа изгледа единствениот критериум да станеш премиер у држава. И што имаме сега? Ке имаме избори. Јас, Конјушталски, сум 100% сигурен дека вие ги купите избори. Можеш ти пред новинарите да изиграваш глупи Август, да им кажеш дека сигурно победуваш, да го убедуваш и членството твое дека сигурно победуваш. Вие ќе доживеете на изборите дебакл. Никој нема да ви помогне. Ни вашите ценети стратешки партнери, ни ЕУ. Народот ќе излезе и ќе гласа против вас. Македонците ќе излезат, ќе гласаат против вас, ако толку сакаш да знаеш кој ќе те турне од власта која што и не ја заслужи на избори. Туку беше наместен со кран да владееш со Македонија. И ти можеш да се надеваш до 101 и назад дека ќе те спаси некоја коалиција со сите албански партии, не знам што, само за да останеш на власт. А важно ти е да останеш, се гледа. Кога ќе те прашаат што ако пример ВМРО победи, дали тогаш ќе го добие мандатот или дали тогаш ќе понудиш коалиција нели на ВМРО за излез од Македонија. Значи ќе избегнеш одговорите на многу прашања. Тоа значи дека си исплашен до смрт и дека ти е многу важно да победиш, но знаеш дека нема да победиш. А тоа дека сте исплашени до смрт го покажавте со тоа што нешто многу агилно почнавте у последно време да решавате некои работи кои што претходно 7 години не ви текневе, да кажеме, тој случај од Ласкарци, да кажеме, ете, шоферот Кутар доби 14 години затвор, а тој газдата кој што не ги тестирал автобусите на нивната техничка исправност и така натаму, а ги пуштал да возат патници, он доби 4 години затвор. Ки излезе за една. Која што 1 година, неги, за викенди ќе си оди дома, преку недела 9 до 5 ќе седи у затвор како работно време, а после тоа пак ќе си дое дома и ќе си тера бизнес. Тоа е доказ дека сте исплашени до смрт и треба да бидете исплашени. Единствено што ме загрижува во моментот, дали таа опозиција која ќе дое на власт, ќе собере храброст и доблест да тргне со сета сила против вас, против сите, да ги санкционира сите ваши глупости, дубари, што ги направивте изминативе 6-7 години. Само тоа ме загрижува. Јас да сум, јас знам што ќе направам. Ни стратешки партнери, ни ЕУ, ни НАТО, ни никој. Ама не знам опозицијата колку ќе собере храброст да тргне така против вас. Имам тука уште една работа. Јас стварно не ја разбирам, еве, пробајте, објасните. Сите потенцијални опозиционери што се, објективни и потенцијални, сакам да кажам, што више не сум сигурен дали се опозиционери,
цело време собираат поени на наративот, колку се овие СДС лоши, какви предавници се, какви ова, какви она, какви глупости. А у исто време плукаат против најголемата опозицијска партија. Сега што мене не ми е јасно. Ако ВМРО е најголемата опозицијска партија, со тоа сите ќе се сложиме, значи се очекува на изборите ВМРО од сите опозицијски партии најголем број пратеници. Па да ги прашам вие помаливе, ако плукаат по ВМРО, како планираат без ВМРО утре да дојдат на власт? Ова стварно не ми е јасно. И тука ми се поставуваат две прашања. Или се прави маркетиншки трик пред СДС, надворешниот фактор, актуелната власт, дека се глуми непријател со најголемата опозицијска партија, па после ќе се влезе во некоја коалиција да се урне СДС, или дека овие помаливе опозицијски партии играат на картата на СДС. Сега не сум толку искусен политичар, само не сум никаков политичар, само пробам логички да размислувам. Сега. А муаветот, пораката ми е, ако толку сите свативте со какви квиснизи петоколонаши си имаме работа, кои што ги понижуваа македонците 7 години, ја уриваа државата што ја создадоа славните комети, подоцна и борците од народно-ослободителната борба, ако веќе се свесни дека од оваа држава направија смејурија пред светот, поради тоа што прифаќаа сите можни понижувања што доаѓа од соседите, од ЕУ и од нашиот најголем стратешки партнер, го знаете кој е, неќам ја името да му го спомнам. Тогаш, зошто факинг не се обединат без разлика дали овој го мразел Мицко, оној го мразел Мицко, Мицко го мразел овој го мразел оној, зошто едноставно не се обединат пред изборите? Многу едноставно. После вадате си очи од кога ќе дојдете на власт, од кога ќе добиете мандат, можете очи да се ископате, ама ич не ми чуе. Но, сметам дека е многу важно прво да се избркаат квислинзиве од власт и да им се даде до знаење дека во наредни 50 години никад повеќе нема да дојдат на власт во Македонија. Затоа што ние овие 7 години нема да им ги заборавиме. Никогаш. И сега само тоа не можам да го сватам. Значи, можете да го мразите Мицко, може Мицко да мрази некој од вас, но има една голема мудрост во политиката. Се фаќаш рака под рака, дури и со најголемиот џавол, само за да ја оствариш целта или да надминеш некоја опасност. Точка. Тоа не сум го кажал јас, тоа го кажал Черчил. А Черчил ова го чул прв пат од Сталин, која тамо биле на Крим и која ја договарале поделбата на светот. Вика, Черчил најголемата мудрост, вика, политичка ја научив од Сталин. Тоа ова себе што би го кажа. Па шо ви е проблемот, бе? Значи, јас не навивам за никого. Јас утре ќе излезам на избори и ќе гласам за опозиција, затоа што мене ми е целта, ја као и секој што сум гласал. Јас сум гласал од инает против тие што се загубиле во владењето, што се откачиле 10 метра од земја и што више не газат на земја. Јас сум од тие гласачи, а има многу вакви како мене, што ќе гласаат од инает или затоа што нешто ги повредило. Во овој случај мене најмногу што ме изиритира беа оние квиснички договори што ги направија Тачевци со соседните земји, кај што се обидоа, тоест не понижија, не се обидоа, него навистина не понижија на нас македонци. И затоа барам од новата власт, што се надевам дека ќе дојде, дека ќе има смена, неминовна смена. И се надевам дека ненормални квинслинзи нема да идат
во комбинација со стратешките партнери да дестабилизираат државата ако не ги добијат изборите. И се надевам дека мандатот барем еднаш джентлменски ќе се испонашаат и дека без проблем ќе го доделат на новиот мандатар кој да биде. Што сакав да кажам? Значи, она што го барам од новата власт, прво и основна, недвосмислено, тоа уште во кампањата да го кажам, дека ќе ги оспорат договорите на квинслинзите што ги направија со Грција и Бугарија, дека ќе укина таа фамозна историска комисија која што работи на обезличување на македонскиот народ, затоа што со самото тоа што преговараш со бугарите за нешто што е јасно и нешто што е твое и нешто што не ти го дал никој, туку сам си се изборил за тоа, а тоа е македонски идентитет, македонски народ, македонски јазик, си го добил традицијата, јазикот си ги добил од прадедовците и така натаму. Значи, недвосмислено бара да се изјасни дека ќе ги направат овие работи и на тој начин ќе го заштитат и македонскиот народ во сопствената му држава од разни петоколонашки организации, разни клупчиња на странски држави, за кои што стојат агентури на тие држави, кои што преку сомнителни извори или не мора да се сомнителни, но параван фирми ги финансираат овие организации, во сопствената ми држава да ме прогонуваат, да го подкопуваат идентитетот мој македонски, на македонскиот народ, да се закануваат во сопствената ми држава, ако кренеш глас против нив, ако ги критикуваш и така натаму. Тоа е првото и основното што го барам. Второто што го бараме, недвосмислено да кажат во кампањата, во своите програми, дека ќе ги гонат овие што се сега на власт в Квинслинзиве за веле предавства, дека ќе одговараат и дека ќе има соодветни пресуди според законот на државата. Трета работа, дека конечно во договор ќе седнат сите заедно и точно ќе ги дефинираат црвените линии под кои што понатаму Македонија, тоест македонскиот народ, нема да влегува во било какви преговори со било кого што се однесува во поглед на неговиот идентитет и дека нема да прифаќа никакви услови, ако треба меморандум, нека се направи во собрание, нека се потпише, дека никогаш, под никакви услови, со било кој посилен, преговарач, уценувач и така натаму, нема да прифати никакви уцени, никакви услови за било што. Понатаму, не е лошо да се постави, да се проблематизира и наративот на ЕУ, затоа што до сега 30 години ние слушаме само за убавините на прекрасниот рај наречен Европска Унија. Никој никогаш не зборува за тоа што не очекува моментот кога ќе влеземе. Какви се негативните аспекти страни на членувањето во ЕУ? Затоа што сите знаеме дека светот не е само црно и бел, туку е составен од 50 нијанси на сиво. Па ова не го кажал Сашо Тасевски, да кажеме Сократ го кажа, или некој од тие античките мислители, филозофи. Значи, доста ни продавате пувки, бе, не сме глупи, бе, народе, не си глуп, бе. 30 години те убедуваат како е нешто добро, како е жабава добра и ти сега треба да ја проголташ, ама не ти каже дека е жаба, избегнува, нема никојаш дебати за тоа. Зошто да во ЕУ и зошто не во ЕУ? Зошто како што немаше дебати никојаш за НАТО? А утре евентуално во некој голем светски судир ние сме нафркале затоа што ни НАТО ќе не брани, ни ЕУ ќе не храни. Ама ние сме идиоти. Нас 30 години не оглупуваат.
да веруваме во нивните фами, во нивните курназлаци, дека име гајле за нас, дека не име на никој гајле. Им се свирка овде за нас. Ако може да те искористат некогаш како она клечка или дрвце да запалат огенче негде, она ќе те искористат, ако не ги занимаш. Точка. Понатаму, можат малце да се потрудат, зборам новата власт што ќе дојде, да направи и да го крене стандардот на граѓаните, да ги ослободи од одредени даноци или да ги намали даноците подитно, да им помогне во оваа инфлација, која што не утепува сите, ако треба и да интервенира, што се однесува до цените на храната, на не знам, на ова, на она, на деривати, на вака, на вака. Јас знам, ќе кажете, нели со вашите, како се викаат, фридмановски идеи, на капитализам, тоа отворен пазар, слободен пазар, како го викате, па државата не се меша во слободниот пазар, одредување на цените. А кој на мајка му да се замеша? Ако гледате дека се отишло у курац со цени, дека луѓе не можат основни работи што пред 10-15 години биле најнормални да ги консумираат, оваа година не ги консумираат. Да не ги редам. Ги знаете многу добро, основни прехранбени продукти, затоа што гледав што се случува. Луѓе имаше цело лето лубеница не пробаа. Срамота бе, и ќе ми зборуете за слободен пазар. Ние не сме од тие, нашиот менталитет не е таков. Ако сакате веќе да знаете, нас не ни треба оваа форма така наречена демократија, која што само предизвикува хаос. Демократија ти е, знаете што ви е демократија? Најдобриот опис. И оваа парламентарна, сите што се бусаат у гради. Знаете што ви е тоа парламентарна демократија? Тоа ви е кога двајца волци и една овца одлучуваат што ќе има за вечера. Сваќате? Нас ни треба, ако сакате да знаете, нас друг систем, без разлика. Може ќе наречете тоа оставштина, нели, наследство на култот на личноста, на така натаму на времето, нешто Титово. Меѓутоа, нас ни требаат силни личности што ќе застанат, ако сакате, баш државници. Тоа, она што се случува во парламентот, што го гледаме 30 години, сите знаеме луѓе дека е смејурија. Она парламентот е давање легитимитет на најголемите идиоти и бандити да владеат со неколку, со оние да ги надгласуваат оние поинтелигентните што се таму, во таа братија. Тоа ви е парламент. Тамо гласот на тие ретки паметни што ги има не може ни да се чуе. Ајде да не го тупам више кој знае колку претерав со видео, но нека остане пораката. Значи, закопајте ги воените секири. Испушете, бре, браќа. Мислам, луле на мирот испушете, не друго. Седнете на една маса. И Мицко, и не знам, ако вистина е опозиција, и Апасиев, и останатите помали партии, така натаму. Седнете на маса, не се плукајте, доста више. Дајте си рака, сотрете ги овие на избориве, со 100-0, па после, како ќе тргувате у тие преговори, земете го мандатот, да не заборавам, па после прајте ги овие трговиве, нати го, дај ми го, земи го, остави го, голтни го, шмукни, после. А до тогаш,
бидете едно, ја нема да ви кажувам дека не знам ова е судбоносно, пошто сите избори кај нас се судбоносни и од тоа ми се поборете, сите се ова ако не, како што го слушам Шталскиов конј, демек ова ако они, ако тој пат они ако што го тргнале, тој бил европски. Мрш бе, оди па си треба. Така да, седнете си, веќе ми е преку глава да ве слушаме како се плюкате меѓу себе. Зборам, мислам на целокупната опозиција, оние кои што се нарекуваат опозиција. И дај во мај месец да ги пратиме овие сургун тачевци. Ајде здраво.